Господин Трипуновски, добро вечер. Благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам на поканата. Интересен податок објави денеска премиерот, вели 5% изголемување на извозот во првиот квартал од годината на земјоделски производи. Слушаме пролетната зелка веќе бележи некакви рекорди во извозот. Кои други производи најмногу учествуваат и во тоа зголемување? Добро, би сакал накратко да ги прокоментирам последните податоци кои што ги извади Државниот завод за статистика, меѓу кои извозот и откупот и пласманот на земјоделските производи. Бележиме сериозен раст во делот на споредбата прв квартал 2024 со првиот квартал 2025 година. Она што го покажа Државниот завод за статистика, практично во сите сегменти на земјоделското производство имаме сериозен раст во делот на откуп и продажбата на земјоделските производи. Во делот на житото имаме раст од 42%, во делот на градинарското производство и градинските растенија имаме 50%, овоштарство и лозарство 12%, во делот на сточарството, добиток, живина, јајца, млеко и млечни производи имаме раст од 9 до максимални 63%. Тука би сакам накратко во име на вистината да прокоментирам категоријата на индустријски растенија, каде што Државниот завод вади негативна референца. Тоа е заради тоа што во ланскиот прв квартал беше спроведен откупот на тутунот од реколта 2023 година. Знаете, за потсетување доснеше откупот, па во текот на првиот квартал се спроведе, додека оваа година најголемата количина се откупи во последниот квартал од 2024. Тука настанува таа разлика. Инаку кога сме кај тутунот, де факто бројките говорат дека и тука имаме рекорди во делот на пласманот и девизниот прилив кој што го правиме. Знаете дека се откупија над 24 милиони килограми. Сумата продажна од 400 денari кој што постигнаме заедно со премиерот и откупните компании плюс субвенцијата 500 околу субвенции во просек 500 денari помножено со количината добиваме некаде над 196 милиони евра се влезени кај оние 20.000 семејства кои што гледуваат на тутун. И ова се показатели кои што се надополнуваат на извозните показатели. Точно е да денеска премиерот сподели една добра вест, тоа е растот од приближно 5% во делот на извозот. Тоа е вкупниот раст во делот на земјоделскиот прехранбениот сектор. Ако ги издвоиме во делот на да речеме овош и зеленчук, тука имаме раст од 14% во споредба со минатиот квартал. Ако го земеме тутунот, пак ќе спомнеме раст од 35% и така натака, или преведено во бројки разбирливо за гледачите, ако првиот квартал од 2024 година извозот тежел 152 милиони евра, оваа година тој извоз тежи 163 милиони. Тоа се разлика од 11 милиони евра плюс кој што се на конто на државата. Веројатно кај овошите, зеленчукот и градинарските производи допрвен следи сезоната на познатото на сонце узреано овош и зеленчук. Ова е само првиот квартал што нас ни дава сигнал и практично осликува реалната ситуација во делот на земјоделското производство. Со овој раст од 5% на годишно, односно во првиот квартал, извозно ориентирани, тоа значи дека крајот на годината би ја завршиле со плюс 45 до 50 милиони евра разлика во позитива од минатата година. И навистина овие показатели нас ни даваат дополнителен стимул, енергија да продолжиме со истото и со позасилено темпо, затоа што извозот е клучот на успехот. Покрај задоволувањето на домашниот пазар, нормално и успех е тие бројки, но пред 2 месеца рековте дека работите на нова стратегија за земјоделството. Има ли напредок во однос на културите кои треба да е пожелно да се одгледуваат, нели, во блоцирање, во запирање на миграцијата град-село, задржување на младите? Видете, делот стратегијата која што работиме преточена во активностите на владата и на министерството е тоа што во првите десетина месеци како нова гарнитура посветиме сериозно внимание да го заштитиме трудот на македонскиот земјоделец. Низа на култури кои што изминатите месеци се случија, гледаме едно задоволство кај земјоделците. За потсетување, минатата година откупот на грозјето заврши со една позитива. Откупот на пиперката минатата година немаше фрлање на родот, него заврши со позитива. Откупот на тутунот говори само за себе за епохалниот успех. Во делот на пласманот, конкретно на пролетнава зелка. Вие добро знаете како медиум дека во минатото се случуваа протести, имаше некакви интервентни мерки, незадоволство, фрлање на родот. Оваа година, оваа количина која што е излезена од Струмичкиот регион на пролетната зелка во затворен систем и на отворено, девизниот прилив е некаде над 32 милиони евра. Задоволството е повеќе од очигледно кај земјоделците. И тоа е дел од нашата стратегија да го доуредиме целиот пласман и регулацијата на пазарот, и ова сега во наредниот период ќе го преточиме во една законска регулатива, затоа што веќе
на НР системот ни е закачен новиот закон за земјоделство и рурален развој. Тоа е практично основата, темелот на проекцијата и визијата на едно министерство во која насока треба да се движиме. Нормално, законот го работиме со сите чинители, транспарентно, отворено, земјоделски здруженија, науката пред се морам да потенцирам тука. По завршување на овие 30 на дена кај што ќе биде прикачен законот, повторно ќе седнеме, ќе ги собереме сите добри идеи, ќе организираме јавни расправи и се со цел тој закон кој што ќе го донесеме на вистина да биде една проекција во каква насока треба. Стратегијата е во тој закон или бидејќи пред 2 месеца најавивте дека е потреба од здружување на земјоделците во покрупни задруги кои би произведувале многу повеќе по квантитет и во квалитет и најавивте подготовка за изградба на голем земјоделско откупен центар во Скопје и помали во другите земјоделски региони. Овој закон кој што сега во процедура е практично, како што кажав, темелот и таму е регулацијата и на пазарот и на категоријата на земјоделци и стратешките приоритети во делот на земјоделското производство. Затоа велам тој закон ќе биде основата, да, меѓутоа паралелно со постоечката законска регулатива ние работиме веќе на овие процеси да ги помогнеме тековно. За подсетување, пред известно време објавивме повик преку програмата за рурален развој каде што ги субвенционираме или ќе ги помогнеме со 90% кофинансирање земјоделските задруги. Здружувањето според мене и според владата е клучот во успехот на пласманот на земјоделските производи. Пред 10 дена Кога тоа ќе стапи на сина со законот? Ние со самиот закон и постоечкиот закон веќе вметнавме да за другите бидат. Да, веќе тече објавата и мислам дека интересот ќе биде сериозно голем. Имаме обезбедност финансиски средства да ги помогнеме сите кои што ќе побараат поддршка. За подсетување, пред известно време заврши повикот за млад земјоделец каде што сакаме нова енергија, млади земјоделци да влезат во процесот со грантови од 10.000 евра кои што ќе ги помогнеме и во наредниот период ќе продолжиме и со нови мерки донесењето на законот каде што на вистина ќе покажеме еден сез во делот на како во вистинска смисла на зборот државата, министерството треба да го води процесот на зголемување на она што ни е опаднато во изминатиот период како Уште еден стратешки земјоделски производ, барем за истокот на земјава, Оризот се соочи со проблеми на почетокот на сеидбата. Оризот производителите протестираа поради немање вода за посевите, доцни сеидбата. Дали навистина немаме доволно вода во хидроакумулациите или пак има проблем со трошење без контрола, достапност до вода и слично? Видете, она што владата предводено од ВМРО ДПМН го наследи е празните акумулации. За подсетување, во предизборниот период водата од акумулацијата Калиманци беше без потребно испуштена. Не знам дали тоа некој намерно или намерно го правил, ми тоа наследивме на хидролошка состојба во многу тешка ситуација. Она што го потрошиме во текот на зимскиот период е санација на каналската мрежа, финансиски средства, резени делови, плати за вработените вода и водостопанство. Меѓутоа, хидролошката состојба изминатиот месец дена се многу подобри. Вода веќе во ризовите полења е пуштење и таму сеидбата можам да кажам дека е во завршна фаза. Така да и тој проблем се надмина. Вода ќе има и за земјоделците во Кочанскиот регион, вода ќе има и за земјоделците во Свети Николи, во делот на Овчеполието, затоа што и тие се зависни од системот за наводнување. Таа тешка ситуација не се жалиме, наоѓаме и имаме план како да санираме целата состојба, затоа што верувајте, за ефектите во земјоделското производство треба најмалку една производна година и она што наследиме, она катастрофална состојба, ќе треба малку подолг временски период. Меѓутоа ние во првите 10 месеци преку овие бројки кои што ги спомнав покажуваме сериозна посветеност и резултатите веќе се видни. Но на есен веројатно повторно ќе се соочиме со протести, мала откупна целина на Оризот. Од опозицијата обвинуваат дека е укината мерката за ситниот ориз, дека не се цени доволно трудот. Како кај овие луѓе имат проблем од сеидба до жетва да се надминат тие состојби? За почеток, опозицијата може само да седи, да гледа и да учи како се водат земјоделските и аграрните политики во државата. Она што го уведовме ние дека ситните сорти кои што нема да ги поддржиме, а секој земјоделец ако одлучи може слободно да ги посее, е во договор со самите земјоделци. Значи ние мораме да го заштитиме пред се нашето домашно некогашно богатство, тоа е белото злато наречено или нашиот кочански ориз како бренд препознат и дома и надвор од нашите граници и со ваквите мерки даваме приоритет во делот на тоа производство. Ние мораме да ги враќаме нашите препознатливи брендови. Никој не ограничува дека некоја култура е изфрлена од сеидба, меѓутоа даваме насока према земјоделците што е приоритет, а што е во втор план. Ако имате вакви препораки, еве за Оризот, дали министерството има препораки и план за субвенционирање одредени земјоделски производи согласно побарувањата на пазарот, климатските промени, достапноста на вода, нели се тоа се менува од година во година?
Уште една ексклузива, Министерството во моментов работи и апдейтува базата на податоци на педолошката карта према регионите кои што ги имаме. Знаете дека секој регион е со одредени бенефити, да речам предности во одгледувањето на некоја земјоделска култура. Точно дека климатските промени прават огромни проблеми во земјоделското производство, меѓутоа и во делот на едукацијата на земјоделците и во делот на она што треба да ги помогнеме. Ние со наредна објава што ќе имаме преку програмата за рурален развој е токму набавка и кофинансирање на антифрост системи кои што очигледно повеќе од се ни прават проблеми во делот на земјоделското производство. Нашите политики, тоа што ние ќе го насочиме према земјоделците, заеднички да креираме мерки и да ги насочуваме што е добро во кој регион треба да се одгледува. Само така во еден партнерски однос и во една договорена ситуација ќе имаме и зголемување на квантитетот и нормално ќе имаме и задоволни пред се земјоделци. Лоцирани се тие култури веќе, се подготвени се со такви препораки за во договор со земјоделците. Да, видете, јас сум поборник на секој процес кој што ќе го водиме, да имаме фаза на подготвување. Не можеме да правиме длабоки резови без да ги подготвиме самите земјоделци. Затоа во наредниве месеци до почетокот на идната производна година ќе потрошиме и на носење на законот кој што ќе го донесеме заеднички, и во делот на креирање мерки, и во делот на насочувањето каде што треба да се одгледува. И нормално препорака ќе има силна за да се одгледуваат автоктоните сорти и видови на растенија и зеленчук кои што нормално имаат повеќе отпорност према климатските промени. Вие сте министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто шумската полиција бара ваша оставка? Видете, мислам дека малку повеќе се вмеша политиката во делот на тие представници кои што го имаат од страна на синдикатот. Јас можам само отворено да кажам дека оној состанок кој што практично бев обвинет дека има задоцнување чекале пред мојот кабинет, јас не бев во некој од рестораните во Скопје, јас бев на претходен состанок каде што со ФАО договаравме проект од 40 милиони евра кој што за наредниве 10 дени јавно ќе го презентираме што сме постигнале. Нормално се извинив на доцнењето со станокот, меѓутоа она што јас го имам направено како министер за шумската полиција го нема ниту еден претходен министер направено. За потсетување, обезбедивме бенефициран стаж за секој шумски полицаец кој што е вработен во шумската полиција, подобрување на просторните услови во кои што работат, техничка опременост на делот шумските полициски станици и нормално во наредниот период уште позасилено ќе работиме и на подобрување на условите, меѓутоа и на носење на еден нов колективен договор. Зошто толку се дигна фама за некакво незадоволство, неоправдано во секој случај, не знам. Претпоставам треба да си прашаат кај своите политички лидери зошто тоа се случи. Еве за крај вашиот претходник од СДСМ, пратеникот Љупчо Николовски, сега од собраниска говорница вели дека платежната агенција во неа се случуваат партиски разместувања, чистки, дека акредитацијата за европските фондови од ЮПАР 3 е донесена во прашање, дека нема доцните со субвенции, доцните со програма Зелена нафта, здрав образ за деца во училиштата и градинките. Видете, многу области на обвинувања, многу политички употребени реченици, далеку од вистината и реалноста. За потсетување, све што претходната власт работеше беа наследени мерки и програми од претходната власт на ВМРО ДПМН. Јас би го запрашал, еве и корисна прилика, актуелниот министер кој што потрошија 7 години власт, која нова мерка ја креатира во платежната агенција. Кога сме ке субвенциите, оваа влада за 10-11 месеци исплати над 8 милиарди денари према македонските земјоделци. За останати субвенции од нивно време, тековни плаќања, интервентни мерки. И сега имаме една ситуација каде што имаме практично една позитивна нула и можеме тековната година да сервисираме. Ова се опипливи и реални податоци. Партиски препукувања, обвинувања заради тоа што треба да се заработи пратеничката плата во собранието, мислам дека е далеко од вистината. А за ИПАР 3, за акредитацијата, загрозена? Ние апсолутно не е загрозена. Ние дури работиме на нова акредитација на мерката за рурална инфраструктура, каде што ќе обезбедиме дополнителни средства за нашите македонски општини во делот на подигнување на таа рурална инфраструктура. Ние сме многу поуспешни, тоа го говорат и имаме проценти колку искористуваме од ИПАР? Па до моментов ИПАР 3 над 60% искористен. Така да сите капацитети, делот на партиското обвинување дека разместување и така натака. За мене како министер, единствен критериум е мерит системот. И секој кој што се вложува во системот работи за да го покрене овој систем во има прогрес, е добре дојден во мојот тим. Меѓутоа има и многу луѓе кои што едноставно не сака да соработуваат и некој да не биде успешен. Не се работи за индивидуа во владата, се работи за целиот систем кој што треба да биде придвижен напред. Добро, во очекување на новиот закон за земјоделие, стратегијата за развој на земјоделието и се она што ќе се најде во неа, ви благодарам што гостувавте во Тема на денот. Благодарам на поканата.